Почитуван председател на владата, поштувана гувернерка на Народната банка, ценете присутни. Ми представува особена чест и задоволство да се обратам на оваа свечана академија, организирана по повод 30 години од монетарното осамостојување. Минатата година ја одбележавме 30 годишнината од независноста, меѓутоа круцијален државотворен аспект, без кој ќе беше невозможно заокружувањето на меѓународно правниот субјективитет на новата држава, беше монетарното осамостојување. Со прогласувањето на независноста во 91-та, нашата Централна банка започна да стекнува едно сосема поинакво ново искуство, кое ни помогна успешно да ги надминеме комплексните предизвици од првите години на независноста. Веќе идната година, во 92-та, во парламентот беше усвоен пакетот закони со кој беше поставена институционалната рамка на монетарниот систем, а пред македонските граѓани беа представени банкнотите на новата македонска валута, денарот, првиот символ на нашето монетарно осамостојување. Со политиките на воспоставување на стабилен курс на денарот, Централната банка во тоа време одигра силна улога во зацврстување на темелите на нашата независност и државност. Инфлацијата беше стабилизирана, банкарскиот систем започна да закрепнува, а беше оформена и позначајна сума на девизни резерви како клучен аспект на девизната ликвидност на земјата. Со тоа беше поставен примарниот одбранбен механизам од евентуалните надворешни регионални и светски финансиски шокови, но и поддршка во процесот на транзиција на националната економија кон современите пазарни економски системи. Почитувани, јасно е дека освен некои внатрешно генерирани состојби низ годините, сепак актуелните економски турбуленции на глобално ниво во голема мерка влијаат на довербата на граѓаните во банкарскиот систем и кај нас и во светот. За жал, таа доверба денес во континуитет се подкопува и од фактори кои стануваат се потешки за контрола. Зборувам за хибридните закани, меѓу кои најопасни се дезинформациите, кои се широко застапени и се поинтензивно се појавуваат на социјалните мрежи. Сведоци сме, особено во последнава година, дека Народната банка беше таргетирана со многобројни лажни вести, со единствена цел да креираат паника меѓу граѓаните, несигурност и недоверба во системот. Меѓутоа, мораме да констатираме дека нашата Централна банка досега успешно ги води тие битки и навремено реагира на сите вести кои пласираат невистини. Изминативе 2 години поради пандемијата, а сега уште позасилено поради руската инвазија во Украина, ние, но воопшто и Европа и светот се соочуваат со економска и енергетска криза, ценовни шокови и инфлација. Но и во вакви сложени услови, институциите на државата функционираат на стабилизирачки начин, со што ја оправдуваат довербата на граѓаните. Водечка институција во таа смисла е Народната банка на Република Северна Македонија, која водеше и води ефикасна монетарна политика за време на сите овие кризи, со што испраќа јасни сигнали до економските фактори, што пак повратно влијае стабилизирачки во однос на состојбите на пазарот и инфлаторните движења. Работата на Народната банка и наназад низ годините воопшто не беше едноставна. Особено за време на големата финансиска криза од 2008-та, кога ризиците за финансиската стабилност беа значително зголемени. Наспроти непредвидливите глобални економски движења и зголемените макроекономски ризици, финансискиот систем на Република Северна Македонија остана стабилен, зашто клучно влијание имаше сетот на мерки кои во тие услови ги презеде Народната банка. Почитувани, веќе подолг временски период заради стекнатиот кандидатски статус за членство во Европската Унија, поставеноста на нашата Централна банка од аспект на незината независност беше и е непрекинато предмет на оценување од страна на Европската Централна банка, а будно се следи и од Европската комисија преку незините годишни извештаи. При тоа треба да се одбележи дека во сите своји извештаи и Европската Централна банка и Европската комисија потврдуваат дека законските одредби
кои се однесуваат на независноста на Народната банка, ги опфаќаат сите аспекти на независноста на централните банки, утврдени со одредбите од договорот за функционирање на Европската Унија и статутот на Европската централна банка и Европскиот систем на централни банки. Почитувани како еден од столбовите не само на нашата економија, туку и на нашата држава, уверен сум дека Народната банка ќе го продолжи континуитетот на позитивно работење и успешно водење на монетарната политика согласно нејзините со закон утврдени цели и задачи. Единствено со транспарентна политика и домаќинско работење може да се гарантира улогата на финансискиот сектор, да се поддржи реалната економија и да се работи во интерес на граѓаните. Исто така, очекувам Народната банка да продолжи да ја оддржува својата уставно загарантирана независност во однос и на политичките и на економските центри на моќ и во иднина да придонесува кон одржување на стабилен, конкурентен и пазарно ориентиран финансиски систем. На сите нека ни е честит јубилеот 30 години монетарно осамостојување. Благодарам.